Цковски, добар ден уште еднаш во вестите на Алфа. Добар ден и благодарам на поканата. Така, заврши изборот на новиот председател на ИПП, имавте средби со многу челници. Од вчера имавте силна порака испратена од Ротердам за она што и се случува во Македонија. Зашто конкретно синоќа бевте на вечер и разговаравте со тие челници? Да, веднаш после официјалниот дел во вториот ден на конгресот овде во Ротердам имаше европски самит практично, на кој што беа председателите на сестринските партии, меѓу нив имаше и доста премиери, нормално вице-премиери и така натаму, заедно со председателството на Европската народна партија. Практично стариот председател Доналд Туск примо предаде и официјално нели на новиот Манфред Вебер. Разговаравме околу актуалностите со кои што и предизвиците со кои што се соочува европскиот континент, се соочува Европската народна партија, се разговараше за европските избори кои што следат од 2024 година, така што официјално Европската народна партија ќе ги почне тие подготовки уште од сега. Понатаму зборувавме за се потешката економска состојба во Европа, да би се надоврзал и со она што се случува кај нас и неразумниот потек од страна на владата да не го прифати предлог законот на ВМРО ДПМН за продолжување на повластената даночна стапка, нешто околу прехранбените производи, нешто што е, би рекол, втора погрешна проценка од страна на владата, мислејќи дека на тој начин годбива ВМРО ДПМН покажува мускули врз ВМРО ДПМН, а не сваќа дека на тој начин директно влијае врз стандардот на граѓаните и директно задира во џебовите на граѓаните, водејќи на ваква, би рекол, помалку чудна и неразумна и неодговорна политика, мислејќи дека се свети на ВМРО ДПМН, а така не гледа дека им се свети на граѓаните. Разговарав на Европскиот самит со неколкумина од присутните на таа вечера. Денеска имав исто така одлична средба со мојот драг пријател господин Андреј Пленковиќ, премиерот на Република Хрватска и председател на сестринската ХДЗ. Исто така разговаравме за економските предизвици со кои што се соочуваат нашите две држави, продлабочување на соработката помеѓу ВМРО ДПМН и Хрватската демократска заедница, така што навистина имавме еден исклучително значаен конгрес за ВМРО ДПМН, на кој што уште еднашка покажавме дека ВМРО ДПМН гради партнерски односи со нашите сестрински партии и со европските држави. И можам да кажам дека веднаш после формирањето на новата влада која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН, мостовите се веќе поставени, само потребно е да таа соработка преку тие мостови биде интензивирана и мислам дека имаме исклучително големи можности за една квалитетнина, за една добра перспектива и за една, би рекол, плодна соработка помеѓу ВМРО ДПМН, а подоцна и владата која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и земјите членки на Европската унија и сестринските партии кои што се дел од земјите членки на Европската унија. Господин Мицовски, ние бевме сведоци на вашата набиена агенда овде во Ротердам, бројни средби, обраќања, европските челници слушна со какви предизвици е соочена Македонија. Кој е вашиот заклучок од сите овие 3 дена и од изборниот конгрес и од самитите кои што се случува овдека? Можам да кажам дека фокусот е на ова што се случува во Украина. Иако ние сме премногу мали за да можеме нешто да измениме во геостратешка смисла и логично е да ги промовираме проблемите кои што се за нас важни, односно за нашите граѓани кои што се важни, а тоа е прво лошата економска состојба во државата, второ стопираниот или блокираниот, условно да кажам, европски пат за нашите граѓани и за нашата Македонија. Очигледно дека се подготвува една нова капитулација од страна на владата на Ковачевски, но не сум оптимиста дека сепак од другата страна има соодветен соговорник, иако кога би било тоа до нашата влада и до Ковачевски, мислам дека доволно е на бел лист хартија да се сето тоа потпише. Но на што сите овдека посебно ги интересираше во Македонија е нивото на корупцијата, степенот на на правото, функционалноста на институциите и тука нормално она кое што ВМРО ДПМН го комуницира со јавноста, јас практично го пренесов и овде. Подршка имаме, апсолутно, и тоа се гледа, но на што ме загрижува е навистина лошата економска ситуација и неможноста на владата да се справи со таа економска ситуација. Например беше енергетската капитулација, го гледавме
како се пенави оној претседател на регулаторната комисија за енергетика и најавувајќи дека минимум 10% ќе бидат сметките за електрична енергија повисоки од 1 јули. Сега гледаме владата како се однесува на силнички кон граѓаните, ќе повторам, играјќи го на предлогот од ВМРО ДПМН, даночната стапка, да речеме, за определени артикли да биде продолжена, да не биде укината повластената даночна стапка како што е сега тоа случајот. Исто и за горивата се однесува. Редици бевме сведоци како во 90-тите, како во времето на транзицијата, на вистина една лоша слика доаѓа од земја кандидат за членка во Европската унија, а посебно во услови кога ние тука сме за да лобираме тоа побрзо се случи уште за време на овој Европски совет кој што ќе се случува во јуни месец. Така што тоа се генералните теми со кои што се соочува ЕНП, Европската народна партија, но и она кое што е важно за нас како ВМРО ДПМН Македонија и она што е важно за граѓаните. Благодарам многу за гостување во Вестите на Алба. Ви благодарам на можноста и еве уште малку да го дочекам и самиот крај на конгресот. Благодарам.